Оризопроизводителите се уште чекаат на средба со ресорниот министер. 10 дни се доколку до петок не се оствари бараната средба, во сабота повторно ќе излезат на протести. Овој пат ќе бидат приморани да го блокираат магистралниот пат Штип-Кочани. Предупредувачка нота испратија уште минатата сабота, кога масовно во колона со трактори возеа од целата Облешево до Тракање. Ако не се актуализираат сите овие барања, ние ќе продолжиме со масовни протести и патот Штип-Кочани кој иде блокиран на неодредено време, по 2 дена, 3 дена, 5 дена. Ние не тражиме ваучери за годишни одмори. Ние не бараме рамковни вработување. Ние бараме маката наша да биде платена. Оризопроизводителите побара оризовата арпа да се продава од 25 до 30, а белиот ориз од 50 до 60 денари. Да се воведат дополнителни 5 денари, чисти канали, а водата за наводнување да се пушта најдоцна до 5 мај. Субвенцирањето на оризот да биде 30.000 денари по хектар. Бараме зголемување на квотата на нафта за обработлива површина, бидејќи сега ни пресметуваат 40 литри по хектар, а нас ни е потребно 120 до 150 литри по хектар. Оризопроизводителите од Кочанскиот регион упатија поддршка до тутунарите од Прилеп и лозарите од Кавадаречкиот регион.